Atëherë jemi rikthyer përsëri në studio dhe tani më do të flasim për shëndetin, ka të bëj me lëkurën, pra për gjithë ju të cilët jeni fanatik të lëkurës, jeni persona të cilët të doni që me çdo kusht keni një lëkurë sa më të pastër dhe normalisht ndoshta ndonjëherë ju pengojnë ato pika që ju shfaqen nëpër lëkurë. Sot do të kemi nderin që të flasim në studio me doktorin Andrej Petrov nga Acibadem Sistina, i cili është dermatolog dhe tashmë e kemi këtu në studio. Zdravo, doktor. Zdravo, kako ste? Kako ste? Dobro, благодарам. Емоции со камерите немате, не вели? Вајда. Како иде работа? Па добро, работа добро. Многу луѓе, голема болница, доста работа, така да вообичаено. Дали постои можност да им се појават бемки на кај докторите дерматолози? Кај сите има. И докторите се луѓе. И докторите се луѓе, и докторите се разболуваат. И докторите треба да водат сметка за оние работи за кои треба и другите луѓе да водат работа. И за жал нема ни една болест што некого не го фаќа. Секој од нас е потенцијален пациент. Го кажав тоа и на албански јазик дека ќе зборуваме за бемките. Какви бемки постојат, доктор? Вака се бемки, вообичаено се што ќе видат на кожата, луѓето викаат ова е бемка. Бемка некои ја нарекуваат нишан, некој младеж, зависи како ќе ја кажат. Меѓутоа, она што е важно е што обичната бемка е безопасна. Таа не може човек да има проблем од неа. Но дали е нешто опасно или не, се утврдува со преглед. Тој преглед се прави со еден специјален апарат кој се нарекува дермоскоп. Тоа се зголемуваат тие промени и се гледа каква е нивната структура и тогаш може да се претпостави дали тоа е нешто што е опасно, дали не е опасно или па е нешто што не сме сигурни дали е опасно или не е опасно и треба да се следи, да се прати во да се пази, во некој период, да се доаѓа на редовни контроли. Препораките и на Американската и на Европската асоциација за дерматологија еднаш годишно да се направи таков преглед на бемки на кожата. Некои имаат малку бемки, а има луѓе што имаат многу бемки. Колку може да трае контролата на таква контрола? Тоа е брза работа, да речеме 20 на минути вообичаено, освен ако има голем број на бемки, па се прави така наречен total body scan, тогаш може да трае 40 на минути целата процедура, но генерално тоа е Значи еднаш во толку време еднаш во годината за себе секој човек за себе може половина час да одвои за да види дали е се во ред и да нема грижа понатаму. На кои промени на бемки треба да се алармира? Има едно правило се нарекува ABCD правило. Тоа се акроними од англиски зборови. Асиметри, значи да менува симетријата, бордер, границите да ги менува на бемката, С color, значи бојата почне да се менува, била кафена, па станува црна или станува црвена. И Д, тоа е диаметарот, ако диаметар или диаметарот, ако почне да се зголемува, да се претерано да таа промена расте, сето тоа е доволен индикатор да се отиде на доктор, да се види за што се работи, да се прегледа. И било кој од нашите дерматолози веќе тука имаат техника, некои имаат обични рачни дермоскопи, а некаде има, како да речеме, поголемите болници како кај нас има дигитални дермоскопи кои се поврзани со компјутерски систем и директно ги архивираат тие слики. Дали постои можности за ризик за карциноми од бемките? Постои. Што е Кои се тие бемки? Постои. Знаете како карциномите на кожата, од нив најопасен е меланомот, тој што практично потекнува од пигментни клетки кои потекнува од бемки на некој начин. Односно тоа е самиот тумор од самиот почеток, ама не е препознаен на самиот почеток и се смета дека е бемка, во суштина не е бемка, туку е тумор, меланом. И тоа е најчеста причина за смрт од кожните болести. И затоа ние одиме со овие јавни кампањи, со настапи, со разговори со луѓето да се прегледуваат. Тоа е едната работа, редовно да се прегледуваат. И втората работа да се штитат од сонце, бидејќи сонцето е главниот ризик фактор. Кои се оние кои најчесто може да бидат сомнителни? Тие што кажавте, што ја менуваат својата форма, облик, што почнуваат да крварат, што прават некаков
проблем кај што гледаме дека нешто не е така како што било, треба да се отиде на доктор и да се провери. Баш добро што го спомневте и сонцето, се веќе се почна време, почна да се иде на плажа, да се направи одмори, такви работи, како што знаеме, секој во летно време на одмори иде за сонце, иде за... Да. А сонцето е, сите сакаме на сонце, сите сакаме да добиеме боја, сите сакаме море, да малку се одмориме, да се освежиме. И тоа сонцето има ултравиолетовите А и ултравиолетовите Б зраци денес се докажан канцероген од Светската здравствена организација. И заради тоа што се докажан фактор кој е карциноген од Светската здравствена организација, ние треба да сонцето го блокираме неговото штетно дејство. Како? Преку употреба на кремови со заштитен фактор за сонце. Она што пишува SPF на секоја од овие кремови, тоа покажува колку таа не штити од сонце. Што е поголем факторот, толку повеќе штити од сонце. Колку е ризик таа боја што највеќе ја сакаме? Па денес се знае дека нема потреба толку да се печеме на сонце. Значи, затоа што тоа брзо ќе пројде, за некој недела дена, а последиците на тоа на кожата остануваат трајни. Тие оштетувања што ги предизвикува сонцето остануваат трајни. Затоа треба да внимаваме и да се заштитиме. Тоа е нешто што сите им го кажуваме и кога доаѓа, речеме, месец мај кој е светскиот месец за борба против рак на кожа, против меланом, ние посебно го нагласуваме тоа затоа што е влез во летото, а летото најмногу се сончеме, најмногу се изложуваме на сонце. А ние сме земја кај што има многу сонце во Македонија, затоа што ние не сме во Норвешка и во Шведска, кај што чекаат едва да сонце за да излезат со пешкирите надвор на тревата да седнат. Кај нас е сонце секој ден. Да. Освен денес. Да, освен денеска. Нешто што ми е интересно и сакам да те прашам за себе, пошто ја го сакам сонцето и немам проблеми ако спијам во плажа негде, не ми направи некој проблем сонцето, ама колку може да ти, како се вика, да личиш по некој што вајда има 50 години, ама се изгледа као 70 години нешто. Колку може да ти направи такви проблеми? Многу може да направи проблеми. Многу доаѓаат кај да те остари, пошто не ми текнуваш. Старе. Доаѓаат многу пациенти кај нас за овие процедури за подмладување. И кога ќе ме прашаат, добро, како да го спречиме старењето, што е најефикасен фактор за да не старееме, се разбира дека не може да не старееме, ама главната работа што може да ја спречиме, тоа е влијанието на сонцето, бидејќи сонцето ја старее кожата, ја суши кожата, ја старее, ги предизвикува сите оние несакани ефекти на некои вообичаено ги забележуваме. Како превентивно да се заштитиме? Превентивно малку да се изложуваме постепено на сонце, да користиме 2-3 пати во денот фактор за заштита на сонце. Она што исто така сакам да го истакнам е да редовни, еднаш годишно е сосема доволно да се дојде на преглед на дерматолог, да се проконтролира тоа. Облеката да биде соодветна, не советуваме да заспиеме и да изгориме на сонце. Подобро оценка малку, подобро да бидеме малку зацкриени, особено во делот кога е најакото сонце, во периодот од, не знам, од 12 до 3 часот, кога е директно над земјата сонцето и кај што најмногу пече, тогаш најштетно е влијанието и тој период треба да се избегнува. Доктор, кога да се поиде на лекар? Кога треба да се поиде на лекар? Секогаш може да се поиде. Ние сега имаме, да речеме, во овој месец одиме и како Сдружение на дерматовенеролози со кампања да се отиде на доктор, да се прегледаат бемките и ние во Аџибаден Систина имаме веќе повеќе години, десетина години традиција, еден ден во месецот мај да го посветиме на бесплатен преглед на бемки и еве покана и за вашите гледачи, оние кои можат, кои сакаат да се проверат, ние оваа сабота тоа го правиме, каде што нашиот тим од тројца дерматолози во болницата ќе биде во служба, иако сме приватна болница, во служба на јавното здравје, во служба на здравјето на луѓето. Значи било кој може да се оди таму да се прегледа. Било кој може да се прегледа, да. Една интересна кампања, да кажеме, ова што 9 години веќе направите прегледи за бесплатно за луѓе што сакаат да се
контролираат, да се прегледуваат. Да, тоа ние околу 200 луѓе практично поминуваат во тој ден, кај што ние тројца тие луѓе прегледуваме бесплатно, може на тој начин сме откриле до сега и некои карциноми, сме откриле и луѓе што сме ги излекувале. Така да тоа е една убава работа, една убава кампања кај што сакаме да покажеме дека водејќи сметка за здравјето на луѓето, не сите имаат можност, многу луѓе сакаат да дојдат кај нас во Аџибадем Систина, не сите имаат можност да си го дозволат тоа заради стандардот на луѓето, но ние сме тука да им излеземе во пресрет и заради тоа еден ден во годината го посветуваме на борбата против рак на кожа и правиме бесплатни прегледи со дермоскопија, значи не само со обичен преглед, туку и со специјални апарати со кои ги гледаме тие бемки. Ако може онака да те прашам, без детали, без приватноста на пациентот, така, од што во наша држава, од што највеќе пациентите доаѓаат за од каква болка за дерматологија? Па доаѓаат од различни страни, имат потреба за да, најчесто да речеме има некои работи кои се чести, најчести се оние кои доаѓаат со обични акни или со екземи, на мајасил народски кажувам, тоа се најчестите работи за кои луѓето доаѓаат. Меѓутоа луѓето доаѓаат и за други работи, доаѓаат и за тешки болести, и за имунолошки болести кои не се чести, доаѓаат се почесто и за овие прегледи што се за бемки, се почесто тоа, ако до сега се знаеше дека најчесто се пациенти со акни, најчесто се пациенти со екземи, со мајасил, сега доаѓаат и луѓе за овие прегледи за превенција на рак на кожа. Се разбира, доаѓаат луѓе и за одредени интервенции, мали хируршки операции на кожа, доаѓаат луѓе за естетика, за ботокс, за филери. Да, тоа се веќе е тренд. Кога се најдеш во некое место со другите доктори, кој ги има по, како се вика, пациентите што највеќе пазат, тие што се во дерматологија или другите, пошто као народ, не само тука во Македонија, па туку целиот Балкан, не дека пазиме толку многу за нашето здравје. Меѓутоа се повеќе Ама мислам дека за дерматологија естетика е на Балканот се повеќе напредуваме, значи и она што некогаш доаѓале луѓето во запуштени фази, кај што не може да се помогне, денес доаѓаат во ситуации кај што може да се помогне и се повеќе таа здравствена култура кај луѓето се зголемува. Меѓутоа во дерматологија има една предност што ти твоето тело може да го видиш со твојата кожа со своето око. За да го видиш својот желудник треба да направиш гастроскопија, не можеш да го видиш со око, или за да ги видиш срцевите крвни садови треба да направиш коронарографија. Така да многу поедноставно пациентот може само преглед да си направи, ја им кажам да си прават само преглед да се гледа. Ако видат дека нешто чудно, необичаено се појавило, има доктори, да се отиде на доктор да се види за што се работи. Доктор, фала ви многу. За крај, што би било возможно некоја порака да им пратите на сите тие гледачи што не гледаат моментално? Јас сакам да им пратам една порака дека од кога се откри таа метода дермоскопија во медицината пред 20 години, откривањето на ракот на кожа е подобрено за 50%. Тоа е огромен скок напред што го прави медицината во овој период, особено дерматовенерологијата. И затоа не е многу време, потрошете пола сат од годината, значи во еден ден од годината да отидете на преглед, да се прегледате. На тој начин ќе бидете спокојни, ќе знаете дека сте здрави, дека немате проблеми, или ако имате некој проблем, можеме да го откриеме, додека тој многу едноставно се решава, со едноставно сечење на таа веќе нема да ви прави никаков проблем, да не дозволуваме да поминат години, па потоа веќе да мора да ги лечиме последиците. Секогаш е подобро да се спречи народот, кажува, отколку да се лечи. Фала ви многу за гостувањето ваше. Благодарам на поканата. И се надевам да се гледаме што побрзо за другите беше пријатно да се гледаме. Евенименти, иницијативи, добри иницијативи што ги имате. Фала ви многу. Благодарам. Atëherë të dashur shikues, ishte ky pasteli ditës sot, më uroj që t'ju ketë shërbyer si për informacion të përgjithshëm, po ashtu edhe për informacion personal tuaj, meqense të gjithë kemi lëkurë edhe të gjithë kemi nevojë për tu trajtuar. Kështu që ju faleminderit shumë për vëmendjen dhe bashkë mirëri takofshim ditën e nesërme, si gjithmonë orari pa ndryshuar, ora 16:00 deri ora 18:00. Nesër do shoqëroheni nga kolegja ime shumë e dashur Flora Shabani. Deri atëherë, mirëmbëjtje.